периодот што доаѓа се знае дека и пописот и локалните избори може да се склопат во ист период. Која е вашата процека? Дали би било добро да се проведат и избори и попис во ист период, или може да се злоупотребува пописот за политички или за кампања? И дали мисли дека треба едното или другото да се одржи? Видете, изминатиот период, односно пред неколку месеци, на онаа лидерска средба каде што бе председателот Мицкоски, господинот Зоран Заев, се донесе заклучок и се одложи пописот, односно се помести за септември, бидејќи не беа исполнети сите услови за одржување на пописот. За сметка на тоа се одложи изборите за подоцна од одреден период. Така да, она кое што е многу важно и мора да го потенцираме, бидејќи пописот е прв, за да се одржи пописот, треба најпрво да се исполнат сите оние работи кои што беа договорени на лидерската средба. Веднаш штом се исполнат, подоцна ќе може да се разговара и за самиот попис. А во однос на изборите, тие треба се закажат после пописот, односно по одржување на пописот, за да не се преклопат и за да има дистинкција, така да најпрво да видиме дали ќе се исполнат сите оние договорени обврски кои што требаше ги преземе власта за пописот, па подоцна ќе може да дискутираме и на другите теми. Она кое што можам да го заклучам на крај, на граѓаните и на народот му е преку глава од оваа влада и што побрзо чека да се случат изборите, но како што рековме, мора да се најпрво да видиме што ќе се случи со пописот, односно со извршувањето на обврските. Ова е уште на прашање за тоа денес беше. Сега се имаше тест, нормално да обвинуваше дека продолжувате со деструктивната политика и само блокирате решенија за што наводно што се во интерес на граѓаните, а никако не давате решенија како да се работи. Видете, наназад изминатие 3-4 години од како е СДСМ на власт, има една премногу едноставна и јасна работа која што циркулира во јавноста, тоа е дека се она за кое што не е способна да го направи или да го донесе како законско решение кое што ќе биде во корист на граѓаните, ја обвинува опозицијата. Не, напротив, граѓаните знаат и од таму ни поддршката и ветерот во грб, се она кое што е против граѓаните да го блокираме, односно да не дозволиме да изостанеме на пат на власта да не спроведува решенија со закон кои што се против граѓаните, односно државата. Така да ние не блокираме ништо, ние само ја спречуваме власта да не работи против граѓаните. И нормално, еве ќе дадам само еден пример во однос на блокадите, не обвинува дека сме блокирале за изградбата на клиничкиот центар. Самиот председател Мицкоски имаше кажано и јавно, имаше кажано и на еден од оние брифинзи кои што ги организиравме, чинам, можеби бевте и вие или некој од вашите колеги, јасно потенцираше дека побарал од страна на Зоран Заев на лидерската средба визибилити студија, односно проект за клиничкиот центар, а за сметка на тоа ќе веднаш ќе врати од наша страна предлог како треба да изгледа сето тоа, за да можеме да седнеме да се договориме за клиничкиот центар. Откако председателот Мицкоски има дадено свое мислење како треба биде, кое што се заснова на реални побарувања и експертски мислења, од тогаш навака се уште нема одговор од страна на власт, односно од страна на Зоран Заев. Така да сето она кое што окажува дека ние блокираме, е тоа дека не е ништо точно тоа. Напротив, не само што блокираме, ние нудиме решенија, но на некој таму не му одговара, односно на Зоран Заев не му одговара, бидејќи се му се гледа низ призма на криминал и затоа нема реален фидбек од негова страна. Односно не сака да послуша никого за ништо. Благодарам.